На теми од економската област, фискалната и деночната политика, кои што се актуелни деновиве, разговараме со Павле Гацов од агенцијата Проагенс и председател на Сдруженијето на даночни советници на Македонија. Господине Гацов, најпрвин за актуелното прашање кое го потегна од Стопанската комора и бизнес заедницата дека економскиот раст е прилично низок, од 0,5 до 0,7%. Како да ги толкуваме овие бројки? Што значат за економијата? Лоши бројки. Имајќи во предвид дека амбициозно се тргна во годината со раст од поголем од 3%, па како поменуваше време се намалуваше. Последните прогнози на Светска банка и ММФ падна на 1,5%, а ова се веќе од терен, да кажам, условни информации, кои што на крајот најчесто се покажуваат и како точни. Ваков раст, ако се вклучи овде и растот на цени на мало индустријски производи и така натаму, фактички го девастира растот. И со намалување за тие номинални стапки на инфлација, ќе видиме дека растот всушност е негативен. Лошите стапки на раст лошо се одразуваат и на економските политики. Економските политики се одсен дел на нив се и даночните политики. И во таков контекст ова ќе значи и помалку данок во буџетот на Република Македонија од една страна, а од друга се разбира превземените обврски согласно буџетот, односно економските политики на владата ќе мора да се реализираат буџетските расходи, социјала, градби, капитални расходи, инвестиции, некакви плати на вработени во МВР, здравство, образование и така натаму. Така да е прилично лоша ваквата информација. Актуелна информација деновиве е и за зголемувањето на ДДВ-то. Министерството за финансии ја демонтираше оваа информација. Можно ли е зголемување на даноците во услови во какви што сме? Информацијата за зголемување на ДДВ-то е лиферувана, јас би рекол, без основа, некаква барем, посериозна. Именно во оваа фаза не се разговара за зголемување на стапката на данокот на додадена вредност, ниту пак тоа е ставено во владината програма дека ќе се случи. На кратко грешто, јас верувам дека се одвиваат работите согласно таквите заложби во програмата. Се разбира, како експерт, зборувајќи дека е можно секогаш да покачувате даноци ако не успевате да ги покривате расходите и што е посебно важно, ако не успевате да ги враќате на време долговите генерирани, односно акумулирани од минатото. Се едно од која власт, од која влада. За сега немаме ние таква, да кажам, лоша, односно ригидна ситуација, посебно што имајќи во предвид дека од евроврзницата се уште на посебната сметка во Народна банка има известни средства кои што значат известно сало, кои што го топли, односно го топли стопанскиот организам на државата и не е дојдено до некаква таква ситуација и во догледно време мислам дека овие политики ќе бидат покриени со доволно квантум на средства за да се исплатуваат навремено сите обврски на државата. Знаеме дека владата има амбициозни мерки за пакети за помагање на бизнес заедницата, како и за ранливи категории, како што се работниците со ниска плата. Тука влегува минималната плата, која што ќе се субвенционира 5 или 6 месеци, но од таму најавија и помош за млади бизнисмени во висина од 10.000 евра. Може ли буџетот да го издржи сето ова во услови кога знаеме дека од Министерството на почетокот кажа дека има одредени финансиски долгови, дупки? Така. Министерството за тие финансиски дупки преговара и зборува за некаква програма за ликвидност кога се работи за јавните финансии и тоа се уредува во разговори со фондот, Светска банка и така натаму, значи со меѓународни институции финансиски. Меѓутоа, од друга страна, тоа што е запишано во владните програми се темели предпоставката на информации кои што значат дека е планирано собирањето на приходите и соодветно на тоа трошење. Мора да се знае дека Македонија не е богата држава, така да ние можеме да амбицираме некакви социјални пакети, мерки, минимални плати и така натаму, меѓутоа за сето ова треба приходи. Приходи се собираат од здраво стопанство, здрава економија. Затоа во оваа ситуација префрлувањето на средства од буџетот кон некаква категорија на корисници, граѓани, компании и така натаму, значи само прераспределба. А ако колачот е помал и прераспределбата можности дава помалку.
Затоа треба да се особено да се внимава на политиките што ќе значат структурни реформи, односно поттикнување на неков развој. Затоа ова 10.000 евра за почетни бизниси како мерка структурна е добро решение. Меѓутоа се разбира дека треба соодветни извори на средства. Ова влада ќе се задолжува кај домашните кредитори. Дали ова по-безболно решение или како? Во актуелните моменти домашното задолжување во секој случај е подобро решение. Зошто? Затоа што ликвидноста на македонскиот банкарски систем е силна. Тоа значи дека има слободни парични средства. Што ме ликвидноста добра, тоа значи дека и задолжувањето може да се одвива по пониски каматни стапки. Тоа и се случува. Така државата во овој момент се задолжува, односно зема заеми на домашниот пазар со пониски каматни стапки, а од друга страна деловните банки ги пласираат своите депозити, односно депозитите на граѓаните. Ова, повторувам, ги става банките во комотна позиција, односно ги прави да се однесуваат полагодно, да не се интересираат за развојот, да не се интересираат за проектите на компаниите, тука едноставно безбедно да пласираат средства во државата по каматни стапки, што им дава голема профитабилност, посебно имајќи во предвид дека пасивните каматни стапки значително се пониски од неколку годишниот просек и маргината е голема за банките. Кога сме веќе кај банките, има информација дека во последниот квартал девизните резерви се намалени. Како на ова да гледа јавноста и дали има простор за загрижување? Девизните резерви генерално се сигнал дека насока на движење на економијата, посебно од аспект на надвршно трговскиот биланс, меѓутоа овде мора да се има во предвид и некакви, да кажам, пикови кога треба да се враќаат некакви долгови од минатото. Тие се враќаат во девизи, од девизните резерви генерално, така да не мора да значува нешто посебно. Треба трендовски да се следи, значи во наредниот период да следиме дали ќе се зголемуваат, односно ќе се враќа тоа што евентуално било изгубено. Извозот за сега во контекст на девизните резерви зборувано добро се држи и тука се уште нема никаков, да кажам, алармантен податок дека можеби треба се алармира дека резервите паѓаат. За сега е се во ред. Од друга страна, дали показателот за намалена просечна плата кажува дека се работи за намалена економска активност? Намалена е минимално во однос на минатата година, но како овие да се... Просечната плата во неколку годишен период следено не ниту растела посебно, ниту се намалувала посебно. Некако ние се цементиравме во од аспект на просеците кај платите. Оваа влада, меѓу другото, кажа дека тоа не ја го дестимулира растот на потрошувачката и затоа така е. По дефолт на нештата, само заради минималната плата, понатаму да не се направи ништо, просечната плата јас очекувам од месец септември, мерено за месец септември, последниот податок е за август, октомври па и до крајот на годината да расте. Имено само заради побутнувањето на овие 70.000 вработени кај минималната плата, просечната плата соодветно ќе порасне. Уште повеќе што тоа ќе значи придвижување кај другата категорија на вработени што се близко до минималната плата. Така да во ваков контекст сигналот за незначителни промени буквално не влијае на некакви трендови, мислам дека тоа многу брзо ќе биде анулирано и ќе имаме пораст кај платите. И сосема на крајот, знаеме дека владата сега работи, всушност Министерството за финансии со наследен буџет, меѓутоа знаеме дека од големите европски кредитори, Светска банка и Европската унија постојано апелираа на фискална консолидација. Како може владата во вакви услови да превземе одредени мерки за негова консолидација? Исклучителна важна работа е фискална консолидација, меѓутоа мора да се има на ум дека тоа е процес. Процес кој што без исклучок ќе трае минимум 3, 5, 7, па можеби и 10 години. Затоа очекуваме од Министерството за финансии, од оваа влада, таква програма да обезбеди за консолидација. И неколку консолидација кој што ќе даде брзи ефекти, тоа е исто како држење диета за 10 дена. Веднаш се покажуваат негативните последици, односно таквото намалување на, да кажам, на дефицитот, пошто тоа ќе значи генерално и решавање на консолидацијата, ќе значи укинување на некакви социјални права, намалување на исплати, капиталните расходи намалување и така натаму. Значи намалувањето мора да оди низ една долгогодишна програма, задолжително со поддршка на надворешни финансиски институции, ако не од аспект на ликвидност, задолжително и од тоа посебен аспект на
консалтинг, односно советување како да се одвива ваквата активност. Јас во најскоро време ве завршуваат изборите. Наскоро очекувам посветување токму на оваа многу важна мерка која што ќе значи решавање на овој проблем наследен.